Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест вечерва мој гостин да биде безбедносниот експерт Љубомир Ѓурчевски. Добре дојде. Добро вечер за гледачите на телевизија Алфа. Чекор по чекор, Љубомир, ќе одиме по трагите на организираниот криминал во Македонија и во светот и на неговите метастази во светот. Може би обратна е ситуацијата, па тие метастазираат во Македонија, но еве да почнеме дедукцијски од општото кон единечното. Да почнеме со она што се случи вчера. Зборуваме за добро нам познатата Фредерика Могерини, која што одржа десетици пресконференции убедувајќи не за промената на името, за сите тие работи грди што се случуваа минатите 7-8 години. Секогаш беше во друштво на оној со кој си таковси, се вика Зоран Заев. И сега испадна дека е вмешана во една мега афера поврзана со тендери, со обуки, со мито, со криминал многу тежок. И целата приказка е да денеска ја ослободија и ти тоа го спомена пред емисијата, но не е ослободена од вината. Проценето е само дека нема да избега и затоа е пуштена на слобода да се брани од слобода, на обвинението против неа е подигнато. Истрагата против неа се води. Да, и те изненадили ова работа за таа висока представничка за безбедносна и надворешна политика на Европската унија и така. Видете, генерално човек кој што го следи организираниот криминал на светско ниво, вклучително и кај нас, нели, на сите овие простори, мислам дека не бев многу изненаден, затоа што генерално организираниот криминал е добро инсталиран, јас тоа често пати го викам и на исток, и на запад, и на север, и на југ, и во сите институции. Вие знаете дека имаше исто така и финансиска афера и за Урсула фон дер Лајен како министерка за одбрана во Германија, во Министерството за одбрана во Германија како министер во Министерството, па потоа дојдоа вакцините и така натака, ако сакате можеме да се враќаме и наназад, да дојдеме и до Шредер, и до Кол, и до сите тие. Значи сите тие. Да, значи сите, Оливер Хан, што вика, значи да не ги именуваме, него факт е дека и во тие европски институции за кои што ние добиваме овде еднострани известувања дека таму е све идеално, дека таму нема криминал и корупција, дека нема на највисоките нивоа, но не е тоа така, значи да не се лажиме. Јас исто така имам изборувано и за господјата Дуња Мијатовиќ, која што беше нели во делот на медиумската правичност нели во Европската унија за медиумите, па знаеме во времето на Груевски овде доваѓаше со изјава дека кањас во медиумскиот простор е многу лошо, за да веднаш после разговорот со Груевски да кажи дека кања се мети млеко во медиумите и така натака, дека имаме прекрасна слобода и сите тие работи, што основано оставаше простор да се сомневаме дека има некаков си вид на интерес, ајде да не речем корупција, некако си вид на интерес. Така да не сум изненаден од ниту еден политичар, и уште згора на тоа, ако добро го следите ова истрага што ја почна FBI да ја води за Зеленски, за огромни милиони, милиарди долари, целото раководство околу него, и тогаш нели мозаикот ви се склопуваат едноставно, и сега се прашуваме каде сме ние како Македонија. Да, и ние имаме корупција, да не се лажиме, и тоа во високите политички елити. Јас често пати нели зборувам за таа спрега помеѓу политичките елити и организираните криминални групи, зборувам и укажувам за сите оние малверзации кои што ни се вршат во јавните набавки, во другите истото, значи овие финансиски малверзации, измами со јавни набавки, така натака, кои што се својствени и се ставаат на товар во истрагава на господјата Могерини, која што во моментот мислам дека работи како декан на еден од факултетите во Рим, но отом потом да видиме како ќе заврши истрагата. Мене ми се познати многу други финансиски истраги кои што ги води ОЛАФ, тоа е Европската организација нели за борба против организираниот криминал. Така да ништо не треба да не изненадуваат, него треба да сватиме дека таа борба со организираните криминални групи и со корупцијата е макотрпна и ја има на сите нивоа. Да не се лажеме, значи ја има на сите нивоа, не сме само ние жртви како Република Македонија, ако сме само ние брзо ќе не решеа, ама факт е дека не сме само ние, не сме само тука, него не има по целиот свет, нели ги има по целиот свет, и затоа тоа прашање е и те како битно
И мислам дека треба малку посериозно да се работи на таа европска регулатива, особено што сакам да потенцирам, можеби ќе излезе и таа афера и кај нас во Република Македонија, она јавно-приватно партнерство, каде што се појавува државата со мултинационални компании, особено во енергетскиот сектор, во секторот со деривати, нафти, горива и така, значи онаму каде што се милиардите евра. Так. Не милионите, милиардите, и тоа треба да се следи на едно многу повисоко ниво и така натака, но да оставиме на големите играчи, на мултинационалните компании да си обрнат внимание кој им ги гради парите. Нема еден Зеленски да ги гради тите пари, се шала малку вулгаризирам. И Јермак е тука и сите, и Јермак. И сада нека многу ги има. Дека многу ги има, така. Но еве, она што кај нас преовладува е она урбана легенда дека нашето општество и нашите политичари и арами се оние кои што го трасираат патот на светските, гледаат, па демек тие учат од нас. Тоа е многу тешка глупост, токму тоа што го кажа ти. Криминалот, организираниот криминал и неговата поврзаност со високите ешалони на власта е продукт на западот, на западот, не, значи да не се на истокот, но не, значи да не се лажиме. Да. Ако се вратиме во историјата на развојот на организираниот криминал, значи она што сум го проучувал и она што го имат и во моите трудови и во магистерскиот и во докторатот, значи дословце стојат. Значи, ако тргнеме уште од јакузите, од триадата, од опиумската војна, значи тоа е некаде почетокот на 18 век, 1716 година, ако тргнеме од тој момент, секој пат организираниот криминал се развиват во колонијализмот и во империалистичкиот систем на економијата, каде што вие знаете, еве, на пример, ако земиме Соединетите Американски држави да ги анализираме во времето, Едвин Сатерленд многу јасно и гласно го опишуваат, значи зошто Соединетите Американски држави, кога чикашката мафија малтене имаше намера да преземите одредени региони, па они го измислија или отнеси го пратија на улица малтене со скратена сачмарка да водит војна, едноставно војна против тие организирани криминални групи, па често пати знаеме на шала ние да кажеме меѓу нас, тогаш кога Америка се најде во ситуација на распад, они го измислија Елиот Нес, или ако сакате да се вратиме во Русија после Јелцин, кога Русија беше едноставно распадната, уништена, не личеше на ништо, не личеше ни најмалку на држава, особено после првата и втората чеченска војна. Да. Во тој период, значи КГБ од својот состав виде дека шалата ја однесе смејата на страна. Они го извадија Путин, но некој тоа не го процени во тоа време. Не го процени, значи во тој период Русија беше фрлена на колена. Едноставно не личеше на држава како она што јас често пати го викам за Македонија. Во периодот на Заеви, на владењето на Заеви, Македонија се доведе во таква починета состојба, јас зошто викам, се додека таа структура која што гласаше против насилната промена на името и која што ја доведе Република Македонија во починета, односно ја наруши, тоа е кривично дело, нарушување на независноста, членот 308 од законот, од кривичниот закон. Значи, се додека сите тие 81 пратеник не одговараат за велепредавство и не се најдат на доживотен затвор, се до тогаш ние не можеме да збориме за тероризам. Ако сакаме да зборуваме за тероризам во Република Македонија, треба да зборуваме за нивните дејствија, кој се дрзна насилно, спротивно на волјата на граѓаните да го промени уставниот поредок. Точно таа структура од 81 пратеники, и тие треба да одговарат, не оние луѓе кои што се во затвор, што гнијат, кои што гнијат патриотите, кои што немаат врска со тероризам, со злосторничко здружување заради рушење на уставниот поредок на Република Македонија. Нас барем, кои што се бавтаме со кривичното право. Тие се занимаваат со последицата, причината беа тие 81. Причината се точно тие 81. Но претходно не беа ни толку, тоа 81 дојдоа при промената, но да. Они ја усогласија законската регулатива и се дозволете, они ја усогласија законската регулатива за да не одговараат и да им гарантираат на сите тие кои што ќе се дрзнат да го срушат уставниот поредок на Република Македонија, да го срушат, да бидат заштитени како бели мечки. И затоа јас кажувам, ние додека овде не извршиме коренита реформа на правосудниот систем, на судскиот систем и на јавно обвинителскиот систем. Ние сите знаеме, ајде да се вратиме, да направиме една анализа како се носеше законот за јавно обвинителство, под кои притисоци на специјалното јавно обвинителство. Значи тоа беше чист криминал.
се донесе закон каде што многу тешко можете да ги менјате. Еве денеска слушам на крај мандатот на господинот Бубески, ќе се забрзат постапката за разрешување на државниот јавен обвинител. Зошто ова го зборам? Извинете, можеби во покасната форма има прашања. Значи, ова е неопходно битно заради забрзување на процесите на истрагата. Еве јас пак ќе се навратам, милион пати тоа го кажувам. Господа, во случајот Крмзов имаме поврат на ДДВ 93 милиони евра на фиктивни фирми, на создадени овде фирми, поединци фантом фирми, поврат на ДДВ без никаква контрола од управата за јавни приходи, никој не води никаква истрага против господјата Сања Лукареска, која што во тоа време беше директорка на управата за јавни приходи. Тоа е едната работа. Втората работа, никаде ја нема кривичната пријава, односно јавното обвинителство не се произнело со соодветен поднесок, со обвинителен акт против господинот Крмзов од Струмица, тоа е во фамилиарна врска со господата Заеви. Вие гледате што се случи, едноставно се заташкаа предметите, и со набавката на канцерогениот мазут, и со електростопанството, значи секаде, секаде, значи тие предмети се чуваат во фиоки и се додека оваа власт не равчисти со тоа обвинителство кое што е обвинителство за заштита на криминалот на претходните владеачки структури, се со цел да го задржат украденото. Тоа го зборуваме со години. Со години го зборуваме. Значи со години го најавивме пред да се распадне оваа власт, пред да дојде новата влада, дека тоа се случува, го најавувавме, го зборувавме и еве испадна дека сме ние во право и затоа, ама се изгубија веќе пола година и пол од мандатот се изгуби, не можеме да го покрениме тој систем. Зборам судски. Имаат уште 2-3 па. Добро, зборувам за судскиот систем. Зборувам за судскиот систем и зборувам за јавно обвинителскиот систем, затоа што да вчистиме, јавното обвинителство не е составен дел на судската власт. Судската власт е сосема нешто друго. Јавниот обвинител во постапките е странка во постапките и тој по дефолт треба да му припаѓаат на владата. И владата, на предлог на владата треба да го избират и он треба да одговарат пред премиерот. Ние што направивме? Ние ја донесовме добро, тамо што ја донесовме агенцијата така за во Америка, веднаш го сменија. Па веднаш, ама да не се лажиме, луѓе, тоа е. Тамо е председателски систем, кај нас е друг народ. Која носи одговорноста за откривање, докажување и процесуирање на кривичните дела. Јавно крај. Так. Затоа, пошто владата е таја која што во кампања што викаат, гарантираме зголемена безбедност, добри услови во здравство, добри услови во образование, добри услови во тој систем и така натака, ме разбирате? Ама некоја политичка опција која што се бори за власт, пошто целта на политичките партии е доваѓање на власт, таа не може без јавно обвинителство мене да ми гарантира зголемена ефикасност во делот на борбата против криминалот и корупцијата. Како премиерот може да е златен. Може да е златен, може да е најдобар премиер, може да е најфункционален, може да е најизвршителен се. Ако нема јавен обвинител кој што ќе ги процесуира случаите, крај, готово, ќе заврши на негов настап или на портпаролите настап, ќе излезат и ќе кажат, еве како сега што зборуваме за оние 2000 килограми или 2000 тони. 800.000 евра. 800.000 евра. Сега зборуваме, сите зборуваат и портпароли, известители, сите зборуваат. Исто како кога беа во опозиција, кога ВМРО вадеше на пресконференции случаи кои што требаше 30 пати да се кажат за да конечно му текне на јавното обвинителство, дали било тоа Димова, дали бил тоа Рашковски, дали бил тоа Мухи, сите случаи беа извадени од опозицијата со аргументи, со докази, никако не им текнуваше. Ке мораше да дојде страшен притисок од јавноста и да ги покажуваат веќе со прст јавните обвинители, тогаш ќе им текнеше и ќе го отворија, ама ќе ги тегнеа по 3-4-5 години случаите. Или што викаме силен притисок од пријателските влади. Односно од амбасадорите на пријателските влади, па чекај, ај нешто направите, онадете колку да го смириме народот. Глумете дека сте држава. Као да е. Значи тоа, пазете, ние еве денеска имав можност да ја слушнам и изјавата. Ние пред месец дена исто на овој медиум со вас, со тебе разговаравме, нели, околу Венецијанската комисија и сите овие измени на закон. Еве ги поминати се каде се, ќе се донесат тие закони. Но пазете,
оние закони кои што се носеа насила со европски знаменци наспротивно на уставното уредување меѓу нив и кривичниот. Значи меѓу нив сите тие измени. За јавно обвинителство исто. За судски совет, па вие не можете да смените, пазете, собрание ги разрешуваат. Луѓе бе, собрание е орган на народот, тоа е законодавната власт. Нив мува не ги лази. Значи затоа мислам дека тука премиерот ќе има многу голема работа. Се со цел што побрзо, значи јас што викам вчера, не утре, уште вчера требаше сето да се покрени тие ревизии на таа структура владеачка која што нанесе толку многу економска штета на Република Македонија и национална и економска. Во сите области. Значи во сите области, не само во областа на безбедноста. Не, тука е здравството, економијата, се. Пазете. Еве еден најпрост пример. Се раскина договорот со Италија за клиничкиот центар. Тамо се плаќаат пенали или се платија, не знам, немам информација. Се откупи државното земјиште кај Волково измеѓу Кондово, Кучково и Волково, пошто го знам тој терен на прсти сум го, што викам цел сум го поминал. Таква ми била службата. Значи, тоа земјиште им се плати на луѓето, од кој што беше национализирано. Но и денеска си го обработува, тамо не се однесе ни едно камче да се стави. А се потрошија огромни пари. Огромни пари. И никој не одговара. И никој за тоа не одговара. Никој не одговара. А немаме клинички центар. 7 години изгубивме. А имавме готов проект каде што италијанската фирма која што го доби тендерот требаше да почне да го гради уште во 2017 година, односно 2018. И сега што правиме? Многу случаи се такви со патиштата, има неколку случаи каде што новата влада ги молеше, колеше за да конечно се согласат да не плаќаме пенали, да не. Ама 280 милиони евра се платени за Охрид, не знаеме, нема две лопати асфалт, не фрлија две лопати асфалт. Значи така да има случаеви каде што јавното обвинителство конечно треба да излези од таа чаура, она што ние кај нас во поречието се викаме Костенова чаура, не знам дали сте виделе жумарка од Костен однатре како е сокриене, така е јавното обвинителство, сокриено и покриено од страна на сегашната опозиција, косвилена буба од сегашната опозиција, и нас многу не ни вреди тоа што сите се прашуваат зошто сите си одат од СДС, само Филипче не си оди. Па Филипче е тој кој што треба до максимум да се бори да се задржат бенефициите на овие обвинители и суди, затоа што во случај ако тамо се направат измени, факт е дека ќе има истраги и против него и против Заев. Како гледаш на ова масовно бегство, евакуација што се случи синоќа од СДСМ, кога избега буквално од целото раководство? Тој најави дека ќе ги разрешува, тие го зезнаа што се вика народски, му дадоа оставка сите и си отидоа и остана тој сам. Дури, значи, ако се сеќаваш Фани Сорос дојде кажа дека тројца знаела во СДСМ, сега кога си заминала вела дека знае двајца, затоа што и едниот кој што го знаела и тој си заминал и избегал од СДСМ. Денеска многу интересна и многу фина колумна има напишано кратко господјата Софија Куновска. Значи таа ја опишува целокупната состојба во СДСМ. А јас во една прилика мислам дека за овај медиум, ама за една друга емисија, кажав дека дали ќе има кој да го изгаси светлото во СДСМ. Мислам дека Филипче е тој кој што ќе остане последниот, но не сум среќен од такви поделби во опозицијата, затоа што на секоја држава, јас ја слушав изјавата на претседателката Гордана Силјановска-Давкова, каде што сите викаме дека треба да имаме добра опозиција, затоа што добрата опозиција може да носи само позитива, затоа што коректорна власт, вистински коректор, така, не со лажни вести, не со за скривање на Рамилокот и така натака, дефокусирање на јавноста и сите тие работи, и мислам дека добро е за државата да во таа структура брзо се равчистат работите. Таму има интелектуалци, ние и овде разговаравме со тебе, Љупчо, нели кога рековне таму еден Гордан Георгиевски професорот, еден Узунов професорот, значи кој што поминале ни таа структура, значи има прекрасни интелектуалци, па Софија Куновска ја спомнавме и многу други, да не ги зборувам. Сите кои што овие години беа елиминирани и кои што ги критикуваат, но на таа структура јас како
граѓанин една работа би препорачал. Таа структура треба да изврши да барат вонредни избори, на вонредни, пошто они имаат со статутот тоа им е регулирано, им се непосредни вонредните избори, да се изфрлат кандидати, кои што кандидати ќе го молат македонскиот народ и тие ќе му гарантираат на македонскиот народ дека ќе го вратат името, односно ќе го раскинат безправскиот. Да, тоа ќе им биде барање на прошка. Тогаш, значи, некој ќе речи, да, видете, луѓево, значи, патриотски си ја почитува државата, имаат сосема друга идеја, социјалдемократска идеја, за економски развој, за здравствен развој, за образование и така натака, но штетата, причината од нивните претходници, они молат да си ја исправат. Колку што бугарите ќе се извинат за Втората светска војна, толку и СДСМ. Не, мислам, тоа е... Се шегувам, така треба, тоа е единствениот начин, таа катарза треба да се случи значи, точно. Ако тоа не се случи, од вистински луѓе кои што таму се маргинализирани сега за тоа што не одговараат на заев. Ако тоа не се случи, Љупчо, верувај дека таа партија е мртва партија. Ако тоа не се случи. Значи, тие треба да побараат и да докажат прошка пред македонскиот народ. И да докажат прошка. И тие треба да одат да го молат премиерот, сегашнава влада, не мора премиерот, сегашнава власт да ја молат на колена да го вратат името, да го раскинат Преспанскиот договор. Ме разбирате? Да. За да се покажи, значи, добрата волја, за да народот речи... научени се на молење и на коленичарење, на субмисивност и сериозност, може еднаш и вистински да го направи. Еднаш вистински, вистински, во интерес на државата, не во интерес на некои си мултинационални компании, на некои си влади, на пријателски као пријателски држави и така натака. Така, експерти во коленичарење. Значи, затоа викаме, се си има цена. Љупчо, ти ако дојдиш, ако ми направи штета, знаете кај крвната одмазда, ова секој пат сум сакал да го искоментирам, сега ќе го искоментирам. Ако сакате да се помирите, да не ви враќаат крв за крв, страната која што изгубила човек им бил убиен некој човек, може да побарат да се одселите минимум 200 километри подалеку од местото од каде што сте и никогаш да не се вратите во тоа место. Разбирате? Значи, така да ригорозни се санкциите за да јас ви простам нешто. Македонскиот народ, за да му простит на СДС нешто, јако е таа нова структура. Малку се 200 километри за Не, зато реков, они ќе требат на колена да молат и да го молат народот и власта да ја молат во собрание, да го раскинат Преспанскиот договор, тие да бидат иницијатори на се. До Уставен суд да поднесат... До Уставен суд, тоа ќе биде, ама само така ќе можам да размислувам, така ќе можам да размислувам, види, луѓево веќе се навистина патриотски настроени и сакаме да правиме на држава. Тоа би било кога би излегле оценката на Заев. Знаеш, интересно е, многу деминутиви има у целата партија последниве неколку години, 7-8. Зошто? Заев има прекар другарче. Го наследи Таче, а сега е Филипче кој што сега тако му е презимето. Но сите се со деминативче. Сега деминативи, ама со огромен апетит за тендери и за едниот има глобал, има евро за вицето, има милиарда работи, па тендери, па грантови. Другиот има електроволтаици, има транспорт на јагнево, електростопанство, лотарија има Таче, Филипче има вакцини, џипови кои што му подарувале, јаглени, горења и такви работи. Има набавки во онкологија. Многу апетити големи, а многу има набавки во онкологија, има набавки, блискоста со една веледрогерија ни е позната, не сме ние од вчера, значи следиме што се случува, како се случува, така да, затоа реков, значи не случајно тоа го кажувам, значи оваа структура за која што зборуваме, за која што викаме дека се честни интелектуалци во страната на опозицијата. Па се гледа, немаат хациенди, немаат милиони, значи, немаат... викаме, таа треба да равчисти со тие од деминативчето. Значи, таа треба да равчисти. Не, јас немам интерес. Така, внатрешна катарза, немаш од страна, тоа ќе биде интервенција. Ова чисто само онака го кажав, иначе, внатре јас сам... Нека го имаат многу добар е предлогот, истина ми се допаѓа. Не, нека си земе, ако сакаат да слушаат експерти, нека послушаат. Ако не си имаат, они внатре ќе си го послушаат фрчковски, па затоа ќе си ги изгасат светлото. И ќе бидат на тоа дереџа на кое што се. Да, ќе си го изгасат светлото. На големиот бранител, на другарче,
и на Филипче е Фрчковски. И тогаш ќе, нели, тој е најголемиот во оваа држава и тогаш, нели, ќе си го изгаса светлото на бихачка и ќе им се формираат нови партии, крај интелектуалците ќе си заминат. Да не се лажиме. Тоа е крајниот мотив. Но можно за да дојдат на власт, ќе видите 1:100.000, што би рекле англичаните на спортска прогноза, коефициент 1:1000, кога кошарка играат на пример Алжир или Албанија на светско првенство во кошарка со коефициент 1 од 10.000 дека ќе биде шампион. Да, дека ќе биде шампион. Ете тоа е тоа. Дали е дојдено времето сепак за овие деминутивите да се направи нешто поконкретно? Ти велиш да јавното обвинителство, судството, тоа е факт. Дека заради нив ништо не мрда, но без тоа да се направит во една постапка, да го направит не владата, обвинителство и судство. Да си седнит обвинителство по допрен глас. Ние сите, многу експерти, не само јас, многу експерти кажуваме дека што ни се случи на 27 април. Да си седнат и да си го истражат 27 април од корен. На крајот на краиштата, нели и филм снимавме сега. Така. Еве имаме прекрасни и суди и обвинители кои што се тргнати на страна за тоа што не се што може да ја спроведат. Не, може да ја спроведат таа работа, може да ја спроведат, значи да си го истражат. Без проблем, да. Без проблем. По словото на законот, ама тие се намерно ставени на страна. Кој што, како, со кои действија е прекршен уставот, работено е спротивно на уставот, каде има елементи на тероризам, каде има елементи на велепредавство, каде има елементи на загрозување на независноста на Република Македонија, каде има елементи на шпионажа, каде има елементи, односно сторување на кривичното дело со примање на подкуп на средства, финансирање на такви активности, она што јас исто за овој медиум овде го зборував тоа, нели, дека им постојат основани сомненија дека врховистичките крила се уште работа, дека се финансирани, дадени се големи пари за бугарскиот договор, за грчкиот договор. Ковчежињата приказката. Да, ковчежињата приказката, еве денеска излезе едно на медиумиве излезе една приказна дека еден господин во кабинетот на Киро Глигоров фрлал долари по маса, нудел промена на името уште тогаш кој што е главен експерт, нели, во Република Македонија. Јавна тајна, нечии мемуари го има тоа. Така, да, ама затоа тоа го спомнувам. Значи кога ги онадите, тоа е све работа на јавното обвинителство. Наше како експерти е да посочиме и да укажеме дека тамо постојат такви и такви елементи и такви действија со кои што се сторени тие кривични дела. Само кога не би бил Коцевски, еве, Хајрулахи или Цветановски, и да не е Кацарска, ама да биде некој сарман судија. И да не е никој од специјалното јавно обвинителство. Значи на тие обвинители, на тие 10 обвинители од специјалното јавно обвинителство, кои што не направија ништо во делот на законитоста, него водеа политички мотивирани процеси. Јас не гледам ни потребата од тоа што се направи господјата Фетај, што направи повторување на постапката за Смилковско езеро, се дојде до истите исторители. Тоа беше тешка глупост на заев. Така, значи, пак беше политички притисок. И плюс, сите тие обвинители од специјалното обвинителство, треба да размислат зошто се наградија со толкави паушали. 4 милиони евра ги нема. Така, дали тоа не е злоупотреба на службената положба и затоа јас дури во еден одреден период нивните кандидатури за напредување во кариерата не би ги земал ни во предвид. Значи, со однапред образложение дека се уште нивните действија создаваат еден револт кај граѓаните. Ја би ги пратил да ги заменат местата на браќата патриоти од 27-ми, мислам на рокава може да се направи. Тоа е во постапка. Тоа е во постапка, но нивните действија предизвикуваат револт кај граѓаните, кои ќе слушниш, овој од специјалното јавно обвинителство, тој нека ги врати парите од наградата, зашто тој земал 230, 250, не знам, 180.000 евра и така натака награди се наградувале, паушали и сите тие работи. Зашто? За политички прогон?
Значи, Па некој стана судија во уставен. Некој стана судија во уставен суд, некој стана пази, некој стана прв човек на јавното обвинителство на градот Скопје, господинот Бубески и така натака. Значи, некој аплицираше за судија во Страсбур. Сите тие бенефиции, да не се па сите отидоа во врховното јавно, во висшото јавно обвинителство, во висшото јавно, значи да не се лажиме. Значи, имаме таму за равчистување многу. Имаме многу за равчистување, но таа структура од специјални јавни обвинители во еден догледен период јас би ја тргнал на страна, додека не го направат истото да му се извинат на македонскиот народ. На сите граѓани, не само на македонецот, да не бидам погрешно разбран. На македонскиот народ да му се извинат. Така. Имаме уште многу теми за отворење во вториот дел, кога зборуваме и за пулс и за она што се случува во Македонија. Со нас е Љубомир Ѓурчевски, се враќаме по кусиот блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Љубомир Ѓурчевски. Ти го спомена тоа во првиот дел, оние 2000 тони пченица, работава испаѓа ја тебе војводо, ти мене Сердаре. Николовски добил прошка од Заев, Љупче Путер, така наречен, го знаат, за 800.000 евра или 2000 тони пченица. Тој па потоа веднаш му дава грант за еден познат Ајвар, не го спомнувам името за тоа што не сакам да му правам реклама, од 1.400.000 евра. Нема ли тука основ некаков за некакво кривично дело? Не да нема, него имате како основ, затоа што средствата од ИПАР фондовите се делат врз основа на проекти, врз основа на она близко што е... со премиерот, не близко со премиерот. Викаме, минимум 50% од инвестицијата треба да е на подносителот на барањето на проектот, ме разбирате? Значи, тамо треба јавното обвинителство да се спроведи една поцелисходна истрага, за да се види прво, да се види кусокот во државните стокови резерви. Тоа е сериозно кривично дело. Јас што викам, да, со државните стокови резерви се работи, значи се продаваат, но колку изнесувате, толку внесувате. Тоа е систем. Тоа е систем. Не можете вие, например, ако согласно устав државните резерви треба да се оние што се во натура, треба да се за 3 месеци, вие да го потрошите целиот шејкер, да ја потрошите и да ја намалите количината на пченица, количината на брашно, количината на брашно и така натака, тоа е сериозно кривично дело, затоа што вие со тоа ја загрозувате националната безбедност во услови на воена опасност или непосредна воена криза или воња, ме разбирате? Таму е многу сериозна таа работа, да не се лажиме, а не некој да се дрзни да отпишува 2000 тони пченица. Јас не зборам цифрата на пари, мене не ме интересира цифрата на пари, мене ме интересираат количината. Тоа е национална безбедност, значи, да, тоа е националната безбедност. Знаете вие што значи, не дај Боже да ни се случи да се најдеме во непосредна воена опасност, каде што ќе треба да регрутирате огромен број на резервен состав од армијата и од полицијата. За тие луѓе треба храна. Треба храна, треба облека, треба се, да не се лажиме. Таму е загрозена националната безбедност. И мене тоа највише ме револтираат кога јавното обвинителство се однесува индолентно према тие сериозни државни работи. Тоа е сериозна државна работа. Згора на тоа и огромна е причинетата финансиска штета 800.000 евра. И згора на тоа она што викаме јас тебе војводо, ти мене Сердар, па сега уште згора на тоа некого спротивно на пропишана постапка од ИПАР фондовите, јас да го наградам. Значи, луѓе, тоа се сериозни... Од авион се гледа дека има криминал. Сериозни кривични дела за кои што јавното обвинителство не треба да чекат ни минута, а не ние под опрен глас, ние 5 дена нон-стоп медиумите зборуваат за таа работа и нема со што да го амортизираат тоа, па измислуваат, не знам, афери, кои што немаат основа, лажни вести и така натака. Дефокус, магла. Дефокус, па затоа... Добро, таа е стара СДСМовска тактика. Ама видете, ја и она што го спомнав, она што така го фрлив, како основано сомнение, нели, што викам договор за јавно-приватно партнерство со мултинационална компанија од Западна Европа, значи не случајно го спомнав.
Таму имаме сериозен, огромен криминал, што некој треба да го истражуваат. И сега, за да го дефокусирате тоа, се случуваат некои грозоморни действија во Република Македонија. Значи, и секогаш тоа такво нешто нас ни се случуваат кога е СДС на власт. Во 2006 година, кога се создаде владата на Никола Груевски, кога бев назначен за помошник директор за криминалистички работи, прва работа што ни беше истрага за 180 тони тутун, ферментиран тутун, значи припремен за дробење во процес на производство, кој што на фамозен начин исчезнува од Република Македонија во периодот од 2002 до 2006 година. Значи прва работа, за тоа знаат тогашниот директор на Царина господинот Ванчо Каргов, неговите помошници, јас како помошник директор за таа работа, други колеги од криминалистичка полиција кои што беа задолжени да водат истрага и да работат на тоа. Значи и друг криминал, значи секогаш кога бил СДС, па ако сакате ќе се вратиме и поназад, оние афери со изнесување на цигари со туполјеви и така натака во времето на Суботич. Да не отвараме, значи тој организиран криминал, секој пат Република Македонија најпогодна почва му била кога СДС бил на власт. Так. Значи тогаш цветал едноставно, тогаш била таква. Ништо не е случајно, кога нешто се повторува. Ништо не е случајно. Повторувањето мајка на знаењето, занифа криминалот баш када. Да преминеме на една тема која што ја обременува македонската јавност веќе 9 месеци. Зборуваме за Пулс, трагедијата таму, процесот почна како добар познавач на сите работи. Како гледаш на стартот на судењето? Дали ќе добијат позитивна оценка во правосудството или единица може? Видете, јас на старт, значи уште кога на почеток на настаните, нели после оној мој здравствен проблем, прв гостин бев точно кај тебе, Лючо. Точно кај тебе. Во април месец ние и тогаш го отворивме прашањето и ние тогаш коментиравме дека начинот на концепирање и водење на истрагата од страна на јавното обвинителство ќе создадат проблеми. Тие проблеми сега излегуваат конфузија, сега излегуваат на површина кога со спојувањето на обвинението, првичното и проширеното обвинение за сопственикот на Агенцијата за обезбедување, без увид во доказниот материјал од страна на бранителите и од страна на осомничените, односно пријавените во конкретниот случај, нели настана одлагање, конфузија, па и така натака. Се почнува, некој мисли дека таму има тактизирање од страна на адвокатите, не, они само ги бараат правата и јас и тогаш реков дека на стартот реков дека обвинението треба да се подели на кривични дела извршени вечерта, непосредно за време на настанот, и кривични дела системски слабости кои што ни се провлекувале, кои што допринеле до трагедијата, значи, но кои што ни се провлекувале години од 2012 од онаа пренамена. Таа конфузија еве сега ја плаќаме и видете уште колку се каснит јавното обвинителство за гонење на кривични дела од областа на организираниот криминал сторени од полициски службеници, нели таму се уште се каснит и јас се уште сме таму имаше само еден обвинител за разлика од другиве кои што се но се уште нема обвинителен акт, таму веќе имавме еден починат од обвинетите. И тоа лице кое што издавало сообраќања согласност, она што МВР во сите тие постапки за добивање на лиценца учествуваат, нели со давање на согласности, на мислења од аспект на сообраќај, од аспект на пожари и така натака, од безбедносните аспекти. Така да таму се касни многу со завршување на истрагата и поднесување на обвинителниот акт. И мислам дека ќе се најдеме во една конфузија. Еве денеска имав можност да слушнам дека веќе адвокативе почнуваат јавно во делот на одбраната, значи се спремни да докажуваат дека тоа кривично дело е од небрежност. Да, точно, од небрежност. Никој не го сакал, да не се лажиме. Јас со должна почит на семејствата на загинатите, со целото она што викам дека државата треба да помогне во Кочани, да инвестира, да се дадит, да се заштитат сите
овие кои што се инвалидизирани со одредени повреди и така натака се. Значи треба да се работи, но мора да се има во предвид дека никој не го посакувал ова кривично дело, односно никој не посакувал толков број на жртви, тоа е трагедија од невидени размери за Република Македонија, зборам. Според бројот на жители, Република Македонија мислам дека е во светски рамки водечки, најголема трагедија во светски рамки. Некој ќе рече во Хонг Конг 151, а да, 151, ама Хонг Конг е 30 милиони жители. Ме разбирате? Да. Само тој град. Таму живееле 4 милиони луѓе односно не 4 милиони, 4000 луѓе во тој облак. Секако дека и тоа е трагедија и сочувство према сите тие погинати или оние погинати во пожарот кај беше во пензионерскиот дом во Босна и Херцеговина и така на, значи сочувство према сите. Знаете што значи жив човек да гори или оние што се случи со Беса Транс или она што се случи со модуларните болници, модуларната болница, значи тие мора сите да бидат истражени. Но она што викаме, да се вратам на случајот Кочани, значи тоа кривично дело, факт е дека е сторено од небрежност, но дека има кривични дела таму, има кривични дела и јас не се согласувам дека сите тие, тој сплет, стек на кривични дела, во правото што го викаме стек на кривични дела, злоупотреби на службена положба, непреземање на соодветни безбедносни мерки и така натака, дека треба да бидат подвргнати под едно кривично дело, загрозување на општата сигурност на граѓаните. Мислам дека треба да бидат тие разделени, посебно она што викам, што сторило обезбедувањето вечерта, кој дозволил да има толкаво присуство на толку мал објект, кој продавал карти, дали се платени даноците, дали се платени... Се различни кривични. Се различни кривични дела, ме разбирате. Вие не можете, ако имате објект регистриран за 200 гости, вие внатре да имате 600-700 гости. Како сте продале билети 700? Каде се евидентирани тие? Каде е платено ДДВ-то за тоа? Ме разбирате, она што зборувавме и за кавадарци и за безбедносните аспекти. Зошто некој не исполнувал услови, не изградил во објектот излезни, влезни, врати и така натака, не ги презвел соодветно. Беше под клуч заглавен. Значи, има еден сплет, еден куп действија кои што треба да се точно да се определат и да се кажи дека Ѓурчевски Љубомир со тие действија, преземање или не преземање, бил должен да ги преземи тие действија, не ги презел, го сторил тоа и тоа кривично дело. Со тие действија го сторил тоа и тоа кривично дело, затоа што одговорното лице во дискотеката Пулс, кој што е одговорен и за наплата на даноците, свакото ги прикрива. Значи имаме даноцно затајување, имаме фалсификување и уништување на деловни книги. Значи има сплет на кривични дела и затоа мислам дека ова постапка обвинителството, мислам дека на старт некако ја постави можеби на погрешни нозе, која што во постапкава, има можност, значи да го вратит обвинението на доработка, да ги расчленит кривичните дела по видови, по време, по време и место на сторување, и да се дојди, затоа што таму имаме, например, кривично дело корупција. Нели 7.000 евра некоја си државна секретарка државен секретар во Министерството за економија. И сега вие и незе ја ставате во истиот кош. Не може таа да оди во истиот кош. Таа ќе одговара за примање на подкуп. Да, таа ќе се појави некаде како сведок против тој што и го дал подкупот. Значи, има действија кои што треба кристално јасно да бидат во постапката за да дојдеме до едно правично судење и до една правична пресуда. Да не очекуваме ние дека тамо треба однапред вака некој како да се занесува дека однапред треба да биде изречен доживотен затвор и готово. Крај решен проблем, ние го решивме проблем. Не сме го решиле проблемот ние. Ние мора да бидеме законити, фер и секој да одговарат согласно стореното кривично дело. Го гледа како една пресвртница, можност за пресвртница
овој случај за целото правосудство и за обвинителите и за судиите, дали ќе биде или не, ќе видиме во иднина, но еден случај исто така како што може да биде пресвртница за македонското општество, бидејќи малите работи се оние битните, а една мала работа, така велат, не е баш мала работа, зборуваме за сообраќај, зборуваме за safe city или за безбеден град. Започна вчера, нешто што мора да ги промени македонските катастрофални навики на секое поле, па еве зошто да не почнеме од сообраќајот. Учи народот. За половина ден, не туку за еден ден, половина се намалени казните, не се казните, предупредувања се сега, но прекршувањата се намалени за 50% за еден ден. Значи, можело да се вози не да се дупло може. подобро Значи, од вчера. Вака, Да. јас како човек на криминалистичката полиција го поздравувам ова од аспект на што криминалистичката полиција ќе добие уште една алатка во потрагата против сторители на кривични дела, особено на онај брутален и уличен криминал каде што имаме пукотници, престрелки и така натака, кога бегаат, кога се движат по градот со возила и така натака, во кој И сега имаше, ама не така разработено. Да, но сега веќе ќе биде многу поразработено и криминалистичката полиција ќе има уште една алатка во утврдување на сторителите на кривичните дела, правците на бегање, употребените средства за сторување на кривичните дела, било да се тоа моторни возила, чија собственост, која собственост и така натака. Значи тоа е од онај од аспект, од криминалистичкиот аспект. Има уште еден аспект, добар, велат, сега полицајците ќе морале да ги регистрираат автомобилите. Тоа е од сообраќајен аспект. Од сообраќајен аспект, значи сега сите граѓани, вклучително и вработените во Министерството за внатрешни работи, ќе мора да си ги исполнуваат законски пропишаните обврски, да си ја усогласат брзината, да не беснеат на улици, да си ги регистрираат моторните возила, ме разбирате? Нема до сега како колега. Нема сега, значи тоа е едниот дел, и вториот и третиот дел, граѓаните брзо учат, значи не сме ние некултурна нација. Значи го зборам за сите граѓани, не делам по националност. Малку аздисана. Ние сме малку аздисана затоа што 32 години некој овде создаваше услови на непочитување на закон. Токму така, значи врхушката на државата беше рол моделот, урнекот, како треба да се однесуваш кога Заев ти е премиер и што сакаме повеќе. И сега вие одеднаш сега, значи имаме ситуација кога тоа што до вчера било дека треба да не се почитуваат уставот и законите во оваа држава, од денеска мора да го почитуваш. И тога сите се сеќаваме, ако ништо повеќе, барем поеднаш сме биле во Европската Унија, некој може би бил и постојано, и таму сме виделе и како можеме таму да почитуваме во сообраќајот се, или да не фрламе џубре, харти и така натака. Истиот човек. Истиот човек. Ѓурчевски Љубомир отишол, не викам во Германија, во Словенија отишол во Словенија и хартијата не ја фрлат на улица, него си ја чуваат во џеб. Ѓурчевски Љубомир или баракан. Не фрлат пикавец, така од кола. Значи, ме разбира. Трепкач, жмигавец, значи си усогласил брзината според сообраќајните знаци, прописи и така натака. Значи истиот Ѓурчевски Љубомир во Словенија или во Хрватска се однесујат на еден начин, доаѓа тука и почнуваат да збеснујат. Не знам, престигнујат, не знам, псујат, викат од на семафор, фрлат пикавци. Значи, тоа е тоа и мислам дека сега со Safe City, со овај проект, ние конечно треба да сватиме дека Ѓурчевски Љубомир е Ѓурчевски Љубомир. Има и голема системска придобивка, што би рекле. Системска придобивка. Но при тоа сега, факт е дека во овој... Ке треба и период на усогласување во овој период, експерименталниот период, ќе се видат и други слабости на законот. На системот, каде што треба, значи да се регулираат кој управува туѓо возило, како управува лизинго, да се контролираат, како ќе се контролираат возилата под лизинг, кој ќе ги плаќаат казните затоа што пораките стигнуваат кај лизинг, нели, така е регистрирано моторно рентакар компаниите. Значи има работи кои што во делот на измената на законските прописи треба да се усогласат и морам да го спомнам
Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, каде што викаме дека има одреден процент на толеранција, па викаме 10% е неказниво од максимално пропишаната брзина. Ако е 50 на сат, па викаме во Законот за безбедност на сообраќај е дозволено 10% зголемена повисока брзина, каде што немаме пропишана казна. Значи и системот треба да го усогласиме во таа насока, докаде е толеранцијата и кога ќе се испраќат пораката. Има кои што ќе се прилагодуваат и штевуваат, што се вика. Кога ќе се испраќат пораката, дали ќе се испраќат на 50 на час или ќе се испраќат на 55 на час. Ме разбирате? Так. Значи, сето тоа да се истото важи и за на отворен пат на автопатите, пошто и они се под влезени во тој надзор, во снимањето, па викаме максималната дозволена брзина 130 км, 10% е уште 13 км, значи на 150 добивате порака. Не може некој на автопат да ми вози 200-250 и да збеснуват и ова и она и да ја загрозуват животите на другите граѓани. Значи затоа викам сите тие законски воот ќе се решава. Да, ќе се решаваат воот, ќе се решава воот. Но стартот е добар и мораше да се случи ова. Има уште една многу битна работа од делот на постапките. Ние, за жал, со ова Министерството за внатрешни работи стануваат извршен орган. Каде ја те тужит, каде ја те судит. Ние немаме гарантирана уставна постапка, процесно действие, право на жалба пред суд и единствен некој кој што може да изрекува санкции е судот. Особено за најтешките форми. Јас во многу прилики коментирам и кажувам вака: прекршочните казни за поситните прекршоци треба да бидат лесно наплатливи. Значи не смеат да надминуваат максимално 3000 денари. Максимално. Тоа е лесно наплатливи. Додека по тешките прекршоци, престигнување на полна линија на отворен пат, не знам, поминување на црвено светло, алкохол, психотропни материи, дрога, тие да си се решаваат во постапка и да бидат со ригорозна казна. Постапката која е со прекршочна пријава пред судија за прекршоци, па судијата за прекршоци ќе се изречи казна од 500 до 1500 евра, па ако нема да ја плати, ќе одит на издржување на казна, односно ќе чистит паркови, ќе чистит општо корисна работа. Да. Значи затоа има за се решение, но во овој експериментален период, затоа и министерот мислам дека најави дека може да бидат продолжени до 1 февруар, значи да се усогласа законските прописи и да се види да не дојдеме во ситуација многу бранители па да профитираат со тоа што ќе поднесуваат приговори до судот, а судот сакал нечел ќе мора да ги прифаќат приговорите затоа што морате во постапката, во процесните действија морате да им обезбедите на странките двостепеност, односно право на жалба. Но сепак го поздравуваш така. Од петни жили затоа што првпат овој проект да не кажува дека е од времето на СДС, првпат проектот Safe City почна да се работи 2008 година и тогаш веќе имаше и пуштање на соодветни кабли, електроника према Куманово, према Тетово, инсталации и така натака, па беше сопрен овој проект, па се возобнови во 2022 или 2023 година, но како проект, секој пат сум го поздравил и кажувам дека ова треба да се 17 години треба да се обезбедит на целата територија на Република Македонија или во најмала рака на автопатите, оние експресните патишта, регионалните и магистралните патишта. Барем таму да имаме постојан надзор, затоа што тоа многу во нешто ќе помогнати на криминалистичка полиција, во кој правец бегале сторителите на некое кривично дело, тешко кривично дело, може убиство, нешто ни се случи Шишабар. Шишабар ни се случи, имавме 4 жртви. Луѓето избегаа во Оризари, во село Оризари, тоа е надшуто Оризари, ги запалија возилата, никому ништо, ме разбирате, па не требаше да се смени раководството во МВР за да дојдеме до сторителите на тоа кривично дело и затоа ја поздравувам работата на министерот, да не испадне дека го фалам само министерот за внатрешни работи, но мислам дека тама се покажа одредени резултати и мислам дека и овде исто ќе се направи и е проект за поздравување Safe City. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам на поканата. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.